Иселувањето на младите лекари во некои од европските земји без здравствена заштита го остави населението во руралните средини. На своја кожа, овој проблем го искусија мештаните на општините Чешиново, Облешево, Карбинци и Зрновци. За обичен преглед, болните се принудени да патуваат и по неколку правци. Жителите на Чешиново, Облешево, кои повеќе од 3 години немаат матичен лекар, реагираат дека здравствените работници не сакаат да работат во селата, бидејќи својата екзистенција ја гледаат во големите градови или пак Германија и Словенија. Ке се враќале некој од Кочани у Скопје отишол, ке се враќале од Скопје у Кочани, не. Исто е ова. Не ќе го никој селото. Облешево на центару, најубава аптека, градинка, нема што нема. Општина, лекар да немаме за една рецепта или за матични сесми по Кочани. Ја. Трошкове големи, што да правам? Морам да натам 40, најам 40, 80. Ја немам никаков приход, ништо не зимам. Не само Облешево, Спанчево ќе дојде, Чивлик, Теранци, тука сме баги села. Бање, што сакаш, над 1000 пациента ќе има. Со ист ваков проблем се соочуваат и жителите на Карбинци, посебно оние кои живеат во подплачковичките села. Тие се приморани за една рецепта од својот матичен лекар да патуваат и повеќе од 30 на километри во двата правци. Покрај доктор, потребни се и други инфраструктурни проекти, доколку сакаме младите да ги задржиме во руралните средини. Се треба да има и детски градинки, и школи, и се во селата. Канализација, услови, патишта, се да биде убаво. Во кој век живееме? Срамота ако ги немаме ние тоа. Последниот оглас за концесионирање на селските амбуланти, ресорното министерство го распиша минатата година. И покрај сетот мерки кои тогаш беа понудени, на огласот не се јави ниту еден лекар.